Холивудската актерка Джесика Алба одамна не ја крие својата романса со актерот Дени Рамирес, кој е 11 години помлад од неа, но досега немаше официјална потврда. Джесика се појави и на финалето на отвореното првенство на САД заедно со своето ново момче. Двојката го гледаше возбудливиот надпревар помеѓу Карлос Алкарас и Јаник Синар, во кој шпанецот победи. Првите претпоставки дека актерката започнала нова врска дојдоа само 5 месеци откако поднесе барање за развод од Кеш Ворен. Джесика Алба беше во брак со Кеш Ворен 17 години и заедно имаат 3 деца. Сепак по разводот ниту тој не губеше време. Неодамна беше виден со нова девојка, манекенката Хана Сан Дуар, која е 21 година помлада од него. Поранешните сопружници останаа во пријателски односи поради своите деца. Председателот Трамп го пофали West Point на Truth Social откако се појави веста дека Сдруженијето на дипломирани студенти од West Point ја откажа церемонијата за доделување награди намената да му одаде почит на Том Хенкс. Трамп продолжи да го критикува двократниот добитник на Оскар, тврдејќи дека тој ќе биде деструктивен, разбуден добитник на наградата. Нашиот голем West Point, кој станува се поголем, паметно ја откажа церемонијата за доделување награди за актерот Том Хенкс, напиша Трамп. Важен потек, не ни требаат деструктивни, разбудени добитници кои ги добиваат нашите ценети американски награди. Се надеваме дека наградите на Оскар и другите лажни награди ќе ги преиспитаат своите стандарди и практики во име на фер и правда. Гледајте како нивните мртви рейтинзи се пораснати. Марк Бигер, председател и извршен директор на Сдруженијето на дипломирани студенти West Point, го објави откажувањето на церемонијата за доделување награди на Хенкс во електронска пошта до факултетот. Тој ја бранеше одлуката, велејќи дека тоа ќе му овозможи на West Point да се фокусира на својата основна мисија за подготовка на кадети да водат, да се борат и да победуваат како офицери во најсмртоносната сила во светот, армијата на Соединетите Американски држави. Македонскиот документарец Силјана Тамара Котевска ја освои Cinema and Arts Award, наградата Муза на 82-то издание на филмскиот фестивал во Венеција. Филмот триумфираше во конкуренција од 20 наслови и беше прогласен за најинспиративен на биеналето. Иако беше вон главната конкуренција за Златан лав, Силјан како спој на фолклор, магија и визуелна сила успеа да се наметне и да го добие едно од најретките признанија. Ова е мојот најважен филм досега, затоа што во секоја смисла беше најголемиот предизвик за мене и како режисерка и како продуцентка на документарци. Силјан е моја лична приказна, поврзана со моите корени и мојата култура и затоа можев толку искрено да ја преточам во овој храбар и артистички филм, изјавила Котевска за време на доделувањето на наградата. Завесата на 33-то издание на меѓународниот фестивал на камерен театар Ристо Шишков, кој традиционално почнува на Денот на независноста, ја крена актерите од Антон Панов Струмица со представата Синот од Флоријан Зделер во режија и сценографија на Благој Мицевски. Годинашното фестивалско издание за отворено го прогласи градоначалникот на Струмица Костадин Костадинов. Струмица од секогаш била град со отворен дух, град кој знае да ја цени врвната уметност и да ги пречика пријателите со расширени раце. Верувам дека така ќе биде и на ова 33-то издание на меѓународниот фестивал, на кое уште еднаш ќе ја потврдиме нашата длабока и искрена почит кон бардот на македонската глума Ристо Шишков, рече Костадинов.